Добар ден со нова анализа на Република телевизија. Со мене во студиото се Жида Заскаловски и Ивица Боцевски. Добре дојдовте во студиото на Република телевизија. Добро ден. Повод за ова ваше гостување е политичката ситуација во земјата пред парламентарните и пред претседателските избори кои што се поклопуваат. Па така во последно време се изнаслушнавме подоста изјави кои што се во таа насока. Меѓу другото, за почеток би сакал еден коментар за изјавата и настапите на Дуи и младото разногласие кое што владее таму, да речеме. Муса Џафери, изјавата за Слободна Европа беше дека ќе се подржи легитимитетот на избраниот председател, додека веднаш после тоа лидерот на Дуи Али Ахмети рече дека ќе биде оспорен легитимитетот на избраниот председател. Па како би можеле да ги коментираме овие разногласија? Мислам и во Дуи не се најасно што да прават со целата ситуација. Очигледно дека испровоцира реакција од ВМРО-ДПМН, очигледно дека има избори. Очигледно е дека се фаворити и двете партии да победат повторно и веројатноста да се формира истата коалиција која што постои сега е голема. И во таа ситуација тешко е вие да направите ситуација, сценарио каде што би оспорил легитимитет на веројатниот ист председател кој што и сега е председател професорот Иванов. Тоа дополнително би ги усложнува односите во коалицијата, дополнително би создала фракции и би направила таа владеачка коалиција неуправлива, да речеме, во таа насока и можно е да има колебања внатре во партијата за тоа дали треба или не треба на крајот на целиот процес да се оспори легитимитетот, посебно што не е јасно како ќе биде соодносот на силите после изборите. Ако биде онака како што сите превидуваат, сите анализи на јавно мислење и коментарите на политичките коментатори дека ќе победат двете партии, може да се случи соодносот да биде подобар за ВМРО-ДПМН во однос на Дуи. И затоа мислам дека има колебања внатре во партијата за тоа како да се постапи во наредниот период и дали да се оспори легитимитетот на Иванов. Колкава тежина има една таква изјава во однос на тоа дали може да предизвика политичка криза? Тоа треба да ги знаете односите во самата Дуи и моќта на Муса Џафери, која што според она што знаеме ние што се занимаваме со анализи на политики и коментираме политики е голема. Така што несинхронизираноста кажува дека или нема заеднички став, или дека се уште се колебаат како да постапат и не се на јасно што ќе биде, па за секој случај и двете изјави излегуваат во јавност. Кампањата почна, иако неофицијално, уште се нема доставено ниту пак предлозите до Државната изборна комисија, која што нели рокот е до 13 чинам. Меѓутоа, воек е кампањата, воек се изјави, воек се и веќе онаа црна кампања која што ги следи изборите. При тоа, кампањата на СДСМ се базира на еден човек, на претседателскиот кандидат. Предпоставувам дека има голем простор за анализа зошто и по толку години опозиција СДСМ кога ќе дојдат парламентарни избори не настапува со нешто што на запад се вика влада во сенка. Односно, нема ликови кои што би ја понеле одговорноста за секој сектор. Мислам дека не е до тоа дека нема ликови, туку фактот доколку се истапи со влада во сенка, во СДСМ внатре тоа ќе значи влез во нивна мала граѓанска војна. Односно зашто овој бил ставен на некоја функција, зашто на друг не бил ставен и така натаму. И дека сето тоа ќе одземе толку енергија дека се смири ситуацијата, што понатаму партијата ранета би настапила на изборите, така што токму тие причини таму не се излегува со вакво нешто. Тоа е во делот на кадровската понуда. Исто така морам да кажам дека сите ние очекуваме да видиме дали конечно Зоран Заев ќе излезе од сенката на Бранко Црвенковски, но дали тој ќе излезе од сенката на Радмила Шекеринска. Очигледно дека кај него постои некоја автентичност која што му возможува да биде реизбран на функцијата градоначалник на Струмица, дури и во услови кога партијата ВМРО-ДПМН е неприкосновена на територијата на цела Македонија. Меѓутоа, таа негова автентичност никако да видиме да дојде до израз. Се чини дека тој истовремено сака да прави и компромис со крилото околу Бранко Црвенковски и компромис со скопското снобистичко крило околу Радмила Шекеринска. И во тој процес се губи Зоран Заев како лик, односно да видиме кој ќе би бил тимот кој што тој би го промовирал и така натаму, меѓутоа очигледно по многу енергија му одзема нему позиционирањето на партиско околу сите овие кругови кои што
условно кажано, кројат некоја моќ во страна на Социјалдемократскиот сојуз и тоа оневозможува да видиме дека таму има било каква промена. Така што мислам дека тоа е и одговорот за тоа што се случува за кадрската понуда на оваа партија, а друго, како што забележавме, за жал, огромен дел од потенцијалните симпатизери и членови на оваа партија претпоставам дека не се препознаваат во последниве афери кои што ја измачуваат партијата, односно партијата се претвори во партија на братучеди и братучетки кои што редовно добиваат разноразни привилегии, тендери и така натаму. И претпоставам дека за многумина внатре во партијата ова внесува немир, внесува вознемир, внесува револт. Тие треба час поскоро да завршат со ваквиот тип на водење. Ке се одрази ли тоа на резултатот на изборите? Па, претпоставам дека ќе се одразува на мотивацијата на оние кои што треба да ја трчаат за партијата, меѓутоа од друга страна фактот дека веќе 8 година на власт е ВМРО ДПМН, тие сега додека имаат некој резервоар на гласови кои што нам е задоволни за кои што ги завршува нивна сметка. Меѓутоа, како што спомнав, начинот на кој што водат кадрската политика, начинот на кој што водат политиката која се наоѓа во позиција на моќ, одбива било кој потенцијален иден член, активист да влезе и позначително се занимава со политика во нивната рамка. Професоре Даскаловски, може ли сите овие недостатоци во партијата да бидат покриени со, да речам, терење кампањата на Пендаровски? И покрие, да речеме, квалитетите на кандидатот на СДСМ. Многу е тешко, веројатно, тој за краток период да го смени мислењето на електоратот во однос на партијата. Значи, на граница на чудо би било доколку се променат оние бројки што ги даваат сондажите на јавно мислење, кои што се веќе постојани во долг период. Така што тој може да видиме, може да го поправи имиджот на СДСМ со својот интегритет, со своите ставови, со својата блискост кон граѓанството и со својата презентација на менаџерски способности на управување со држава. Тоа е можно. Меѓутоа, дека драстично ќе помогне во зголемување на бројот на гласачи на СДСМ, нема да успее да го направи. Прашање може да биде доколку тој постигне супер резултат, дали во иднина ќе биде некаков фактор во самата партија. Тоа е, да речеме, на ново лице во СДСМ, лице кое што не е поврзувано многу со некакви афери и лице кое што можеби ќе може да играе на значителна улога во самата партија доколку направи добар солиден резултат, за разлика од, да речеме, Шекерински и Заев, кои што не би успеале до таа мера на наредните парламентарни избори. Вака, од искуство, колку може да се очекува да биде голема излезноста за овие председателски втор круг и предвремени парламентарни избори, имајќи ги предвид сите повици и апели за бројки. Веќе се настапи со бројки. Премиерот настапи со бројка во која што повикува за 62 пратеника. Дуи преку портпаролот повика преку социјалните мрежи за 25 пратеника. Тука се и опозицијските партии кои исто така калкулираат со бројки. Колкава излезност и колкава заинтересираност има кај граѓаните за овие избори? На изминатите два циклуси во 2013 и 2011 година имавме рекордна излезност која што дојдеше над 1.100.000 гласови. За Македонија рекордна, затоа што вакви циклуси имале 90, 98 и 2002 година. Факт е дека дел од оваа излезност се темелеше на тоа што големиот поларизатор, ако можем така да го наречем, на македонската политичка сцена беше начело на СДСМ Бранко Црвенковски. Ке видиме дали СДСМ може да одржи кондицијата кога тој не е на нејзино чело и да изнесе поголем дел од своите симпатизери, да се сетиме. Урнисувањето на рейтингот на СДСМ се случи токму под палката на Заев и на Шекеринска, кога тие дури не успева да освојат 300.000 гласови кои што им овозможува да бидат релевантна сила, не да влезат во игра да го загрозат во ВМРО ДПМН, но да бидат релевантна сила. Значи тоа е багажот со кој што настапуваат тие 20. Во однос на Стево Пендаровски, тука имаме еден проблем, значи околу СДСМ дише една аура на ароганција. Ако го надоврземе фактот дека тој доаѓа од академската заедница, каде што по дефиниција имаме суетност и ароганција која што зрачи од многу овие ликови,
тој прво ќе треба да се прикаже како поинаков, ќе треба да се прикаже како близок кон граѓаните, ќе треба да се прикаже како некој кој што нема таква аура, условно кажано. Тоа прво. Второ, него сме навикнале да го гледаме како советник, лице од сенка на досегашните председатели Трајковски, потоа ВД председателот Липчо Јордановски и на крајот Бранко Црвенковски. Сега ќе треба да го видиме него под светло на рефлекторите. Тоа ќе биде една интересна транзиција, ќе видиме како да ќе се постави тука. И на крајот на краиштата тој потекнува од Социјалдемократската партија на Славко Милосавлевски и Томислав Чокревски. А знаеме дека најисклучива партија во Република Македонија, партија која што не трпи луѓе кои што доаѓаат од други опции, е Социјалдемократскиот сојуз. Тие или се толку очени што во моментов се ќе прифатат, или пак едноставно го превиделе овој факт од неговата биографија, така што ќе видиме и тој како тука ќе се снајде, односно дали СДСМ ќе покаже доволно ширина да прифати човек кој што доаѓа со поинаков политички багаж и со поинаква политичка провениенција. Значи сето ова тој ќе треба да го разреши во наредниот еден месец, месец и пол, односно до вториот круг на претседателските избори, затоа што во Република Македонија со бројки да ги има невозможно да се избори кандидат во првиот круг. Знаеме и денеска дека изборите од 1994 година беа наместени. Тогаш Кирил Григоров немаше да гласува да биде избран во првиот круг, меѓутоа постоеше некои си брзање сосема безпотребно тој да биде избран во првиот круг и покрај предноста која што ја поседуваше. Така што сите овие нешта тие влегуваат во изборната трка. Од друга страна пак ВМРО ДПМН едноставно треба стандардно да настапи за да си го потврди својот мандат и да го реизбере Ѓорѓи Иванов. Тој имаше проблеми на минатите избори. Значи, тогаш Љубе Бошковски настапи како кандидат кој што сакаше себе се представи како вистински ВМРО-вец за разлика од Иванов, кој што за дел од членството на СДСМ ВМРО ДПМН беше непознат. И тоа се одрази на гласовите, меѓутоа доколку направиме анализа на гласањето во вториот круг, безмалку сите гласачи на Љубе Бошковски се слеа на контото на Ѓорѓи Иванов. Овој пат гледаме дека тој нема да има предизвик натре во партијата, односно дека партијата нема веќе никакви забелешки во однос на неговата припадност кон тоа јато. И со овие нешта влегуваме во изборите, па сега ќе видиме. Знаете, изборите се секогаш неизвестни, без разлика колку год делуваат нештата предвидливи, како велат, еден ден е долг ден во политиката, камоли пак месец и пол кои што следат до изборите. Меѓутоа, ова се некои влезни параметри, па да видиме како ќе се развија понатаму ситуација. Влеговте во анализи и за месец и пол однапред од сега, па професор Даскаловски, ако продолжиме со ваквите анализи, евентуален пораз на предвремените избори може ли да предизвикаат смена и на ова раководство на СДСМ? И што ќе се случува со опозицијата во тој случај? Тоа е, значи, тешко да го пресметаме и да го коментираме. До сегашните анализи тоа велат. Се работи за внатрешни односи на моќ. Видовме дури една интересна работа дека не сите делегати дојдоа да го верификуваат фактички предлогот на лидерството за кандидат за председател на СДСМ, што значи дека постои дури од страна гледано може да се заклучи дека постои одредено незадоволство и неприфаќање на новото раководство. Што би се случило при евентуален нов пораз на СДСМ на парламентарните избори е тешко да се процени. Можно е да се натре да се бара смена од страна на оние струи кои што не се задоволни. Веројатноста е голема дека голем број на пратениците сега што се во овој мандат, што беа во овој мандат, нема повторно да бидат номинирани, веќе тука сигурно ќе се створи одреден антагонизам кон раководството, одредено незадоволство. Да се сетиме дека и на конгресот каде што се избра Заев за председател, имаше луѓе кои што го номинира Бранко Црвенковски. Предпоставката дека и таму има одреден дел на симпатизери. Така што ако е тоа убедлив пораз, веројатно голем ќе биде притисокот за промена. Доколку е тоа некој поднослив пораз или доколку е победа, што е тешко веројатно според анкетите, меѓутоа може да биде чудо. Со секој случај веројатноста е голема да остане ова раководство, но ќе биде прашање дали Заев ќе биде толку во сенка на Радмила Шекеринска. Така, ваше мислење? Па, мислам дека Црвенковски не е толку храбар како Тадич и Прванов.
да влезе во создавање на свое политичко движење. Тоа значи дека тој и крилото околу него шансата ќе ја гледа по изборите внатре, да направи ново прередување на политичките сили во Социјалдемократскиот сојуз, а гледаме и дека овој амалгам измеѓу Заев и Шекеринска е известно вид на примирие, кој што ќе функционира до првата кривина, така што и тука нештата не се уште расчистени. Така што не очекува интересен период во Социјалдемократскиот сојуз по изборите, независно од тоа како ќе завршат. Доколку завршат со уште еден пораз, тогаш тие сега ќе имаат проблем, затоа што тогаш веќе не е потребна некоја си многу подлабочна анализа да се заклучи дека тие со ова раководство и со оваа реторика и со оваа програма се неспособни да влезат во игра со ВМРО-ДПМН. Сите оние пренемагања дека за тоа биле виновни ситуацијата во медиумите, дека граѓаните на Република Македонија биле вакви или онакви, дека не знам што се случувало, не држат вода, затоа што и во многу по-лоши услови, и медиумски, и демократски, и економски, позицијата била способна да победи во 98-та година и да направи пресврт. И во 2006-та? И во која? 2006? И во 2006-та, точно. Значи во далеку полоши, во далеку полоши услови имало можност за пресврт, така што мислам дека тие ќе треба сериозно да се преиспитаат за тоа која е целисходност на нивното постоење и на нивното обстојување на политичката сцена, доколку повторно се случи уште еден пораз на престојните избори, со што ќе имаме, како што реков, жестока ситуација токму на другата страна, односно на страната на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Имајќи го сето ова предвид, каква кампања може да очекуваме? Интересна за анализа? Мислам дека ќе биде во рамките на вообичаеното на она што сме го виделе, со тоа што очекувам да се инсистира на дуели председателски и обид на Пендаровски на тој начин да ги привлече оние неопределени гласачи, бидејќи во суштина мобилизацијата на членството ќе си биде стандардна операција на двете партии, каде што ВМРО-ДПМН има предност, која што можеби е доста и изразена во однос на СДСМ, и мислам дека ќе има обиди за дискусија околу квалитетот на демократијата од страна на СДСМ во однос на тоа што тие велат дека тој отсуствува, и во страна на ВМРО-ДПМН ќе има обид да се стави акцент на успесите на економската политика на привлекување на странски директни инвестиции во период на една глобална криза кој што на некој начин многу влијае и на економијата на Македонија да се подобри, да се зголеми вработеност и така натаму. Тие се две паралелни приказни, значи нема да може да има спој, нема да може да има некоја културна дебата во смисла на тоа што едните ќе зборуваат за една работа, другите за друга, меѓутоа на крајот на денот гласачите ќе поверуваат на таа приказна која што ќе биде поубедителна и во реторика и во пракса. Сведоци сме сега дека опозицијата поголема активност презема преку социјалните мрежи отколку на терен кога е рекламирањето на политичката опција и рекламирањето на претседателскиот кандидат. Истото се случува и во Британија, каде што Индепендент јави дека Девид Камерун плаќал за зголемен број на лајкови на неговата фан страна. Колку тоа реално може да ја измени ситуацијата? Мислам дека неуспехот на кандидатурата на Билјана Ванковска за претседател на Република Македонија покажа дека социјалните мрежи имаат сосема ограничено делување во Република Македонија и дека сепак класичните медиуми не само кај нас, туку било каде во светот се клучни, критични кога станува збор за политиката. Така што добро, претпоставам дека ќе постои еден сегмент од младинските организации на ВМРО-ДПМН и на СДСМ кој што ќе се ја докажува својата способност преку интернет кампањите и кампањите на социјалните мрежи. Меѓутоа, мислам дека ова е сосема маргинално за исходот на престојните парламентарни на претседателските избори. Има една фундаментална разлика во користењето на социјалните мрежи во Македонија и да речеме во кампањата на Обама. Како еден од врвните успеси кои што успеа преку социјалните мрежи се наметнат. За нив не само ставовите се промовираат преку социјалните мрежи, туку и луѓето се само организираат и се организираат на секој ниво. Значи нив во тимот на Обама
тие алатки ни служат за организирање на членството и за организирање на настани, митинзи, мали средби, поголеми средби во јавност и така натаму. Додека кај нас свесни сме дека во 99% од случаевите социјалните мрежи се користат за наметнување на ставови и противставови, одговарање на провокации, критики и така натаму. Што е де факто небитно во нашата ситуација, за нашите избирачи и ќе биде небитно, мислам, и во овие избори, иако ќе се обиде да се представи тоа како клучно, а можеби за некој ќе биде илузија дека победуваат и дека имаат добар резултат. Ќе се согласиш и дека тоа стана многу интересно после неговиот успех, а сега повторно се вршат дополнителни анализи за тоа дали можеби сме биле сите зашеметени од неговиот успех и не сме виделе дека покрај тоа имало и друга организација, имало да речеме силна мобилизација на гласот преку класични методи, јавување по телефони и така натаму. Се разбира, меѓутоа и во реизборот, посебно во реизборот го видовме. Битно да се користат социјалните мрежи за организација на членството симпатизерите, а не за коментирање на Facebook и лајкови. Кога требаше да излегуваат луѓето и да гласаат, тогаш работеа сите класични, значи и автомобилите работеа, и телефоните работеа, и сите оние други нешта, така што и тука имаме повторно превреднување, ако можем така да кажем, на влијанието на социјалните мрежи, ќе видиме. Во секој случај, без класична кампања, дури во 2012 година видовме дека и во 2008 година видовме дека половина од буџетот на американците отишол на ТВ реклами. Тоа кажува каде е критичната порака врзана со обидувањето на гласачите, така што пак ќе потсетам, значи сосема си во право за ова дека кај нас интернет се користи како на времето кога во поранешна Југославија, кога читавме ние новелите како црногорците надвикуваат преку планините и ридовите и така натаму. Така и кај нас. Меѓутоа, реално, оној што е поорганизиран, оној што успева своите бирачи да ги изнесе на биралиштата, е оној кој што на крајот на денот победува, но се разбира и оној кој што ќе даде подобра политичка понуда во која што ќе се препознат клучните сегменти од општеството. Ја ви благодарам за учество во ТВ Република. Повторно ќе ве повикам двајцата, гледам како тим дека добро функционирате. Благодарим. Благодариме за поканата.